тебе сум роден, за мене си рај. Битола, мој роден крај, јас те сакам, од срце знај. Битола, мој роден крај, јас те сакам, за тебе пеам. И монтираме еден аплауз тука. Аплауз, дечки. Браво, брат, браво. Виктор, први да Чеј. ти оставам гитарава. Остаја па ти нема гајле. Одемо. Преку микрофони, Преку микрофони. Комплет. Кај си генерација? Шубо ми амана песната, еј. Замерак. Најубавите македонски песни според мене се двете од Битола, мислам моите омилени, Битола мој роден крај. И ако одам во Битола, која што ја доживувам малку поемотивно, затоа што знаеш ти 10,5 години на страна поминав и ќе се вратиш со чалги, па кафе ќе пиеш на Широксо, како знаеш како. И сега полубитолчанец сум, така да. Опа, ајде за убаво нека. За убаво нека. Да. Шо имаме звер? Се немаме виден од факултет кој се шала. Иначе, не знам дали знаете, едуцирани сме ние, високо образование. Не изгледам така, знам, ама едно време учевме со дечко до факултет и го завршивме иста година, генерација сме, соло пење на ФМ учаваме. Не, изгледот може и да лаже, само ја да напоменам. Значи, Виктор уште у старт, мене ми текнува, легов по соба, вака сите се собиравме, нели, приемни испити, кога имавме, и гледам Виктор свири на клавир, ама добро свиреше на клавир, навистина. Се снаоѓа. Не, одличен беше, навистина. И мислам, знаеше конкретно што правиш. Ја без музичко образование свирав, ама не знаеш што свирам. Сега е друго, Ама ти беше уште старт, мислам, беше поставен добро. И леле, колку бевме? 10 или 11 души бевме на приеме, не? Море да не бевме 14-15, не се сеќам. Мислам дека 10 или 11. Голем поздрав до сите, како и да е. Поздрав до сите, се немаме видено, со некој се гледаме, се среќаваме, ама со покето, одамна се немаме. Ама држиме контакт на социјални мрежи. И искрено многу ми е мило што голем дел, да не кажам сите, скоро сите, навистина се најдоа со музика, еве успешни се и не мора да се во класична музика, генерално во музичка бранша се навистина успешни. Да, супер. Ами имам за Виктор да кажеме една анекдота. Ти одма под возот да ме фрлиш, ако кажи малце, ти ќе кажеш за мене, ајде, голема интересно. Застанува на сцена, тие беше Арлекинаријата, Ронкавало Паљачи. Ја пе Фигаро од Сторчи на Момки Андреј. И застанува Виктор, супер капатаја, полека на сцената, вака додека стигне на сцена, све супер. Почнуваш и не знам на кој тон, нешто како да го подсгреши, ама не се примети многу и ти само... Ја викам, леле, си кажа сгрешив, бага. Да, искрено дете, тоа ми одсекуваш, брат, и уште на првиот час, јавен час ли беше настап, небитно, прва година нижо музичко клавир. Седнува јас најмал тоцка, 7 години, не знам колку имав. И прв јас ќе настапам, излегвам на клавирот, се поклонувам, облечен дотеран, уште тогаш панталонче, елече, кошулче, знаеш, све комплет. Седнувам на клавирот и почнуваат да ми играат тирките, вака ми шетат, тремаме јади, знаеш, дете. Маваш еднаш, го промашваш и уште еднаш маваш рефлексно, разбираш, дете, танг. И го промашваш и се вртам на кај публиката и му правам со се гласа се сева, му се сврти и му направи, се пукне од смење луѓето и професори, моите што беа таму, сите комплет си насмее, ден сме зафркават со млабезот. Ама стално сум правил така. И општо пример, и на Идолот овев, ќе завршеше некоја песна и ќе излезев пред жирито и да ме како соседеш ти, па ти кажам право, сгрешив овде и овде, шо кажуваш, знаеш, сите, го ти кажуваш. Па са мене, јас знам дека сгрешив, јас така сосеќам се, дали треба се каже или не треба, не е битно. Ја, многу интересно, да, ти на Идол беше тогаш така, многу беше славен се, ние си останавме со класична музика, ти отиде Ептен. Имаше 20 години, 27, колку имаше тогаш? Ако почна Идолот бев 19, после 20 наполнив. Млад. Успат, да. Ептен се, мислам, се дигна на телевизија, знаеш, тогаш беше се. И многу е терсене и то не ми е јасно, например, имав слушано за тоа дека имал проблеми на времето со дека класична учија, уствари пеј забавна музика, ама не вервав дека е онакво и ми си имаше случајно влезам на испит и не знам дали беше клавир конкретно или шо беше, не се сеќам, и да ми речат
еве ти шеска и уште еднаш да не те видам да си излегвал демек понадемек ти уметник си или шо си. И јас му реков не, како, јас на телевизија излегов од таму и на интервју ојдов, ама дема врска, разбираш. Тој е тој дух. Како вика Роберт Дауни Джуниор, вика, абе ти кажи дека нешто ќе го направиш, само климни со главата и после тере си по свое. После тере, ти да. позбило си го сватил тоа. Така си, брат, така си. Абе види сега, сите имаме, јас не искрено не е дека некогаш сонвав да работам, да студирам класична музика или да го правам то баш таков тип на музика да изучувам, ама на моментот само то можев да го учам во Македонија. Имаше Джес Академија ми се чини во Штип, ама дека беше нова тогаш тие години се отвори, ми беше малце така. Друго дека ќе речат факултет Скопје, не оти некоја особена разлика, ама мене така ми беше наметнато, речам, од луѓе. И се запишав в Скопје чисто за да, пошто сакав да изучувам музиката во целост. И ја учев класичната, можда некојаш кога ќе подпораснам и ќе почнам пак некои такви стилови да почнам да мешам, да инкорпорирам во приказната. Ама абе види, ти се најде, ти уште, ама видиш како ти уште у старт си имал веќе некоја визија и визуализација за себе дека не припаѓаш на таа сцена. Ја на пример се видов дека припаѓам на таа сцена, ама искрено ќе ти кажам, искрен сум генерално вака во емисии, од секогаш мене филмот ме интересирала и сцената, драмата, сето тоа. И не знаев како знаеш како не знаев како да стигнам до таму. И некако сватив како си велам и Арнолд Шварценегер ако можеш од бодибилдинг некоја луда кариера да направи, па и гувернер да стане. Па ја мислам зошто не мора таа кариера од таа магнитуда, ама зошто па не да не можам и јас, знаеш. И некако класичната музика ја видов како платформа за многу интересно за она што сега сум јас. Еве сега земав гитара и ја свирам Битола мој роден крај во ова многу убаво студио Патер, да го пофалам кое што го имате. Многу е шик, многу е различно од сето сега каде што сум бил, многу не дека ништо не сакам да кажам, него навистина многу ми се допаѓа студио и посебно со човек што го знам. Чекај, колку цифра е? 16. Години се врат, од 2009 се запишавме, да. 2009. 18 години имав кога влегов на формула. Така. Убајно. 18. Ти си малце постар на некој месец, мислам. Можда, 91 си или 90? 90. Јас сум 91. Ти уште постар, не? Да. Јас сум порано пуштен. Иначе ме слушаш што ќе кажам се. Се шалам. И брат, па тоа е муабетот. Јас се сеќавам дека ти се сеќавам и на актерска игра кога ќе одевме на такви некои, се сеќавам дека си го имаше то, си го сакаше филмот, си го правеше глума да си имаше во себе. И да ти кажам право, дури бевме на факултет првите неколку години, прва втора година речам, не знаев дали сериозно ќе продолжиш да се движиш со, не дека сум го размислувал моментот, ама сега дека го спомна, можда и не ми личеше толку дека сериозно, а после веќе трета, четврта, кога навлезе убаво приказната, а можда и си имал некој страгл. Ете, то сакам да те прашам, како е да се запишиш на академија музичка, без предходно да имаш средно музичко или нижо, или не знам, имаш завршено нешто? Мојата, ништо. Знаеш како дете, мајка ми ќе ме седнеше и само до тука е, вака рачето ќе го поздрав до професорката, поздрав до професорката, да. Вака ќе ставиш само и доре ми фа сол фа ми ре до и нешто вака знаев, ама тоа е толку површно. Да, има многу. Свирев клавир на 15-16 години, посакав да свирам клавир. И нешто дома ме понаучи, татко ми не се бави, никогаш не се бавел професионално со музика, ама похорови, музикален човек, голем глас, знаеш. И ме понаучи нешто Брајан Адамс едно друго, ама за 15 минути еднаш гледам, абе тато, не ова вака, ова подобро звучи вака. Како знаеш, викам, мајката. Ама не знаев што свирам конкретно. И кога дојдов на академија, ми текнува се спремав, доста се спремав. Бев решен дефинитивно да идам и да оставам еден знак прашалник дали ова на вистина ќе ми се допадне и што ќе правам подоцна. Ти трета, четврта, нели јас би рекол, искрено ќе ти кажам, почеток на втора година, прв семестар, нема да заборавам, беше еден многу убав ден и сите бевме вака и по стариве генерации тука нешто надвор правевме муабет. Ја од тој момент знаев дека вау, класична музика е тоа. Добро, јас тогаш бев на идол од тој период, затоа мене можда од трета ми идира. Малце промаши ти. Не бев тука, малце промаши. Каде е Виктор? Го не. Да. Многу бе добра генерација се погодивме, да знаеш дека до ден денес себе колегиме на ФМУ не фалат. Викаат Иван, вашата генерација имаше за извоз од пејачи до кларинетисти, до гитаристи, до тимпани, да не ги до клавиристи, до се, мислам да не бреме комплет. Имаше за извоз да се иде на страна. Вистина имаше. Некако се погодивме, јас
секогаш викам, јас сум некако благословен што сум имал здрава конкуренција, луѓе кои што не ти завидуваат, ама знаеш што е, знаеш, ние бевме здрава конкуренција, ние не се мразевме, ние си се дружевме заедно. Фала Богу, бе, брат. Ама си бевме, како ти кажам, знаеш, и јабе он ќе пее ова, она ќе пее ова. Ајде, јас морам да научам, јас морам да средам, кога ќе го правиш испитот 15 јуни. Ја на 10 ќе го правам пред тебе за да покажам дека можам и пред тебе. Знаеш, и тоа беше, и затоа мислам дека имавме еден убав надпреварувачки дух што не градеше, и кога отидов во град во Австрија. Многу интересно, до ден денес исто му велат на еден мој многу добар пријател кој што сега патем во февруари одам да се пофалам. Да. Нескромно. Да бе, пофали се слово, јас заборавам да прашам. Да, ќе пеам 5 концерти во палати во Виена, зубово нека и во Минхен кидам, не знам кај ќе пеам, али знам дека ќе пеам со еден реномиран сопран, една жена која што е дел исто од мојата кариера и ме зема со неа да пеам на така пограндиозни концерти, да кажам. Не знам конкретно кај ќе се одржи исто во која палата беше, како се викаше во Минхен. Не ми е телефонот тука на мејл да проверам. Со имиња, брат, јас да сме живи и здрави. Толку работи имам се што не ете него помнам тоа, нажалост. И некако, не знам, ние, како да ти кажам, тоа се што се случи во Грац, на пример, до ден денес овој пријател што ми одвие на одбиен скопер, он е солист, мислам, пар екселанс, значи апла. И многу добар другари ми и само вели, знаеш дека режисерот тој од Грац ми вика, немаше генерација како вашата. Некако и таму се погоди интересно. Да. Се годи. А Грац не е Виена, знаеш, помал пазар е. Услови феноменални, интерпретација на музика да научиш феноменално, но не е Виена. А во Виена па се погодив, исто така во многу јака генерација. Ај генерално Виена горе-доле секогаш се појаки генерациите, ама многу појака генерација се погодивме, знаеш како? Се бориш се и ете од ФМУ ми почна патот од 2009-та. Еве сега тука сме со полно срце го кажувам ова, толку ми е мило што сите се успешни. И сите луѓе кои што ги знам од моето мало тука кај што сум израснат пред зграда до основна школа кога ќе ги видам, уште комуницираме, сега ќе ми пишат, Иван те гледам во тајта емисија, викам чекај кој беше, ми текна, знаеш. Да, јако. Јас да ти кажам, пошто убаво си рече, имав пеено претходно во хоро и то во доста хоро и кога слеговме кај Татарчевски, мора го викни ми него на емисија, мислам дека јак муаве тима тука. Поздрав до професорот, слегваме на хор, заставам јас кај тенори, почнуваме нешто да пееме, почнува да звучи хорот, веќе тие повозрастните тука, ние ги знаевме композициите претежно. И некој од тенори дали не пееше, дали не штимаше нешто и тоа автоматски се врти кај мене, јас малце повисок, насмеан стално, си вика овој чим се смеј, сигурно ова е крив, врска нема, јас напамет композицијата, разбираш, ја имаме пеено претходно милион пати. И некој во тенори таму и мене ме гледа. И се јас, дејте, не си навикнат, чим ме гледаш еднаш, уште еднаш, ти враќам и јас, не треба да ти вратам професор, мислам не врска. И ми рече уште еднаш застана нешто таму тенори, му викам професоре, оти во мене се гледате, како сакате, дајте ќе ве испеам. Ајде испеа сами, почнувам да пеам и седи ме гледа. Аха, добро. Ајде сега сите заедно почнуваме пак и тоа се сврти на кај мене и се врти кај некој друг да бара, викам добро. Ја успеавме да ја пребродиме таа работа, супер. И од тука натаму надпревари Полска, кај бевме, Варшава бевме и каде Краков. Кај да бевме некако? И Краков бевме. Јас Италија не бев, тоаш бев на Идолот, Римини. Римини која бевме. Таму не бев јас, ама Римини беше. Варшава и Краков бев. Римини беше едно многу убава школа за сите нас. Ние не освоивме некое добро место таму ми текнува. Дека јас не бев, не бевме нешто посебно добри, затоа што беа ги ама не, генерално кога ќе фали некој, види, не многу битно, што сакам да кажам, кога ќе фали некој што нема трема, што е генерално роден за сцена, зашто види во хор на ФМУ генерално по сите хорови не се сите луѓе некои кои што ја сакаат сцената. Знаеш, поповлечени се. Мора да има лидери во секој онакво. Имавме една мала, јас не конкретно и другиве не, ама имаше луѓе кои што има една мала трема и една мала несигурност и Татарчевски тоа го кажа тогаш, вика како, вика дечки, се е спремно се. И не бевме толку добри, ама не натера вечерта да отидеме финалето да го гледаме. Гледаш со кој пристапуваат, едноставно друго е. Другиве од земјиве. И затоа се прво место. Кога отидовме ни у Варшава, па така. Кој има сликата горе, која сум не знам која држи дипломата, ја горе со статуетката на слика кренат горе у црквата. Јас со фризурата пуцвал од страна. А ти текнува ли? Прво место земавме и специјални награди, луѓе во хаос, што да ти кажам. И
ми текнува сите од црно, ама со јак, со шалови, со Да, капи, во црквата камен. поладно од надвор, а Камен. надвор минус 20 камен. Камен. Еден кога видов на хармоника свири со голи прсти, ми се стемни Камен, животот, да. буквално, у Полска. Нема никогаш да заборам каков студ Леле. јадовме таму. И, само ти кажам, сите мако облечени, се тресат, искача тука, цело Да. време. И само да Тарче свика, дечки, соплакајте се, идеме на сцена. Ние фрламе се, идеме на сцена. И он бака пред, нали, крева раци пред да даде знак и ние само Да, излега. како дизел која пали со бајле. Да, мислам, да, леле, страшно. јас памтам една, извини што те прекинам, Не, памтам ништо, еден момент ваков, исто од Полска, мислам дека беше Варшава. Уствари да, Варшава беше. Бевме собрани екипа некоја, битолчани, кичевчани, туте беше, не знам кој беше друг, бевме 7-8 Леле, души и ојдовме, баравме јадење. Не можевме да најдеме јадење, гледаме среде Варшава, кебаб пиши, кебаб бате, одиме. Влегваме внатре, до рум некој, разбираш нещо од некој пакистанец таму. Нема врска, дај. Викам, сакате ти, сакаш јагнешки, сакаш пилешки, готово. Гарлик, тој англиски кутрио, ич не знаеш. Со лук некој гарлик вика и ние му правиме нов. Океј, си тура, брато, тура. Ајде, реков, нема врска. Вкусно, вистина, мераци. Да. И одиме во некоја православна црква да пееме, имавме нели неколку настанчиња по црквите. Да, имаше. И доцневме, ние трчаме, идиме, ајде вика, кај сте се слекваме по црни кошули таму облечени. Да, бе, некој каснеше тогаш. Бев му Застанавме. една православна Да, беше, да, да. православна Некој каснеше, треба имамо беше. магла, ама добро поминавме таму. Да, Многу добро и поминавме застанавме се, и то сите бевме од заден ред. таму. Да. И се местиме позади и дава знак, дали, не знам која пеевме, прва песна Богородица или беше нешто, Да. не се сеќам. Дава знак, маваме ние, и почнуваат да кашлат луѓето напред, да кабе да копа лук. Сопраните Шо, да пепел, плачат, шок, да шок. плачат. И ги гледаш полека првиот ред, оди поназад негде се. Леле. Ама јако, многу јако. Мислам, испеавме, поминавме за мерак, а моментот никогаш нема го заборам. Лудница беше. Ајде те прашам тебе нешто. Што Прашај. тебе ти е вака од тому најтака, не знам, што ти има останато? Еве. Брат, Некои некои случки моменти. да, еве, дека нека ја биде. спомна професорката Димчевска, се сеќавам дека бевме Крушево пред да почнеме на факултет. Беше ти со нас тогаш така или не беше? Чекај, Бевме Крушево на гробот на Тоше. гробот бевме. на Тоше. Да. И то се сеќавам, оти ми беше многу чудно, ти не бевме уште, што се вика, не бевме примени уште, разбираш? Да. Не знаевме дали ќе биме примени, не собра професорката и одиме Крушево и знам дека и пеевме таму, и пеевме негде на плоштадот, тоа беше една интересна дружба и не бевме само пеачи, имаше и други некои што беа од факултетот. Исто се сеќавам многу на дружбите што ги правевме, походници, се сеќавам долу во мензите, се сеќавам на многу работи. Менза имаше. Да, имаше едно време, имаше и паркинг долу. Не знам сега што Има, ама не можеш паркинг од тука уште. да влезеш. Не, Така. има како маната паркингот, Да, ама не да, можеш да. да влезеш од Не, тука. а мој ден од кога заврши факултет, дали имам еднаш поминато некој, требаше се видам со некој Да. таму и толку. Немам поминато уште еднаш. Не дека нешто имам против да се разбериме, ќе поминам некој Не, ден. донесел патот, Немам, еј, сум сега. немал време, не ме донесол патот, да. И да ти кажам искрено, ги памтам исто и часоите по актерска игра што ги имавме на ФДУ ги памтам, пошто многу Таму смеја беше имаше најтака. таму. Таму беше. И многу и стално кога имав испит, јас немав појма дека имам испит, стално одев неспремен и затоа ги памтам, оти мораше Ова да го импровизирам потврдувам, ова го на лице потврдувам, место, да. мораше да измислувам глупости за да се извам од калта. И има многу работа има брат и многу ми е убави години поминавме. Но Освен четврта година ми беше некако, пошто немавме многу часови, имавме тој што ни беше главен предмет, имавме хор и уште 2-3 часа. оперско студио Оперско беше, студио, мислам да. имаше дешавки И што да ти кажам. таму јас каква дешавка имам од таму, не е за на телевизија, не е ни многу позитивна, ама нема врска. Да се сеќаваме Да на се убавите сеќаваме. работи, тие лошите било како, биле поминале. И во таа нота мислам дека треба да направиме уште едно песниче сега. Мислам дека е време да запееме нешто. Ајде. Ама не знам што. Знам дека Што, а? јас се сеќавам на муабети што ко слушав за Тоше муабети на времето, дека и тоа имаше мака на оперско студио, на ова, на она, идел, не идел, на Да, часови. да. Па после тоа професорот Ѓумар, Бог да го прости, па му беше диригент на На концертите концерти, и така натаму, како. така што знаеш, Многу сакаше он тоа. да. Абе, види, има некоја чудна поврзаност меѓу работите. Не знам зошто упорно некои луѓе ги делат, како се вика,
ги делат стилоите и ги делат типоите на музичари, кога уствари музиката треба да нема поделби, треба да е као се вика, треба да е слободна од сите граници, од се да е слободна, све. И многу ми е смешно кога ќе речат ти учиш класика, на пример, зошто да ме го правиш ова? Каква врска имаме, брат? Значи каква сите ако си ти уметник, ако се сметаш ти за уметник, тогаш треба си спремен како уметник да влезеш во секој стил и да го изградиш стилот на твој начин. Значи за мене тоа е уметноста, не е битно дали ти свириш народно, дали свириш забавно, дали си класичар или нешто. Оти на крајот на денот дури да не ме сватат погрешно, да се налути некој, дури и поголеми уметници ми се некои поп не изведувачи, до композитори, па и изведувачи или кантавтори. Затоа што се образовани, онаа математика на музиката ја знаат. Ти тоа учиш на академија, после се определуваш кој што каде ќе идеш, што ќе правиш. Отколку што ми се уметници, некои луѓе што цел живот свират туги дела, ме сваѓаш, за мене поке уметник некој што има нешто плюс создаено или што го има надградено нешто, отколку и затоа се глупи тие споредби да ги правиш, јас сум сега класичар или пример јас имам соло пеење класично завршено и сега треба вака да ги гледам луѓето. Не мора. Сега ќе ти кажам нешто, ова го имам многу размислувано. Моите колеги во класичната музика генерално се малце од цел свет зборам. Генерализирам буквално. Грото. Се затворени во една рамка каде што ти ако им кажеш народно да пеат или забавно да пеат или што и да речеме во емисија, еве веќе со една нога што се вели газам у шоу бизниси на емисии Нью Йорк, Френк Синатра и класика и опера пеам и мислам се онака. И некако мене не ми е страв да искочам од таа рамка. Зошто? Ама затоа што јас лично сметам дека некако можам тоа да го износам, а и ме влече тоа да го покажам, зашто внатре во мене седи. И сега не можам да кажам, знаеш, демек да се ставам на повисоко ниво, а јас не тоа, не благодарам. А има многу луѓе се ставаат, а ја мислам дека остануваат во таа рамка поради тоа што не ја чувствуваат на тој начин забавната или народната музика како што треба да биде чувствувана. Јас некако од секогаш сум сакал да ја чувствувам и сум ја чувствувал затоа што сум израснат со рок, со поп, знаеш, ние 90-та сме, 91-а, еве со Тоше Проески се тоа. Деца сме на таа генерација. Фативме времења, од сите стилови на музика фативме. Ај сега субови, ај сега. Од старите до новите, се фативме. Стај прстен на жена му, не били убави се, ајде, немој се. Убави времења. Ама не, реков убави времења, имаш право, се шалам. Имаш право за ова, вистина, они сакаат да останат малце во таа рамка и мислам дека како да постои еден латентен скриен елитизам, демек, ако си, не знам, оперски уметник во Виена, тебе ќе ти падне круната или нешто, ако земеш гитари, ако не е точно. Не е точно, не е така. Да, тоа ми е муаветот. Гледам дека има кај нас потребата да бидиш на другите многу висока, тоа некое его уметничко, музичко, не знам како да го наречам. Да, ама секаде го има. Секаде го има. Исто како во шах, велемајстор не ни сака да прави муавет со некој што е испод него, а ти ако немаш титула велемајстор, мислам. Тоа значи дека ако е некој доктор на науки не треба да прави муавет со некој што не е доктор на науки. Така е, така. Малце, знаеш како, малце тоа во екстрем претерано. Да. Но ајде да запееме. Кажи ти што ќе пееме, се остај ги ти. Што ќе пееме? И ја Крушево го спомнавме, чекај. Па Тоше? Тоше? Ајде Тоше. Која? Па по Рузвелтова се движев денес. Да ја удриме, а? Од кај сакаш да направиме неа? Саш прв глас, втор глас, што ќе пееш? Што сакаш? Ја примата прв глас, ќе пеам. Прв глас? Да. Од каде? Микрофонов од тука или од тука? Од кај сакаш, брат? Од тука малце. Од кај сакаш, од кај свириш? Јасно е во ноќта. Може уге. Може. Со рефренот идеме или од почеток? Како сакаш од почеток ќе почне. Најтежок чекор до сега е следно скалило што веќе добро го знам, повторно таму ме чека. Тој лажен поглед и та нежна насмевка, па гризли ги тие усни. За мене доволно е дека ти значев да знам. Овој пат крајот го гледам веќе јасно е во ноќва. Кому звона и со кој спиеш ти на Рузвелтова 3. Јасно
шуболегна тоналитетот, човече. Ова нико. Секоја чест, брат ми. Ова никогаш во емисија не сум направил вакво нешто. Да знаеш, ова иде и на стори и на сегде. Сегде ќе оди ова. Сегде има да иде. Оди viral одма уште не излезено. Види, кога си со музикален човек, ама глеј, музикален човек што знае музика, знае па математиката на музиката. Така и без си. разлика која бранша да е, F-dur, G-dur, Така си. одма знаеш. Така Ти си. не мора да мислиш, Да. знаеш едноставно, по инерција ти иде. Да не сакаш нешто да ни кажеш вака, да ни порачаш, да ни посакаш, не знам, нешто од тебе вака. Од мене лично. Глуп муавет, обично гледам, избегавам вакви Не, некои убаво е, прашања, не. ама Многу е сакам убаво. да му дам простор на луѓето да кажат нешто убо, пошто Но, обично не. нема убави муавети на емисии, сакам Многу во муавет ќе кажам, го имам размислувано ова. Па посакувам, еве, не материјално, посакувам едноставно повеќе емпатија во светот генерално да има, посакувам повеќе колективна свест да имаме ние во Македонија, затоа што единствениот начин за да направиме едно здраво општество за идните генерации, сметам дека ако бидеме љубезни према себе, ако си ги извршуваме обврските, ако ги почитуваме сите без разлика на возраста, ако си ја почитуваме фамилијата, ако бидеме подобри другари, подобри браќа, подобри сестри, подобри татки, мајковци, баби, дедовци, синови и сето тоа, мислам дека имаме многу една неочекувана убава и оптимистичка и позитивна иднина, само треба да имаме волја, не се работи за материјално. Исто така посакувам да животот на едно дете, не знам, од Блиски Исток да има иста вредност како животот од западните цивилизации. Посакувам еднаквост во светот. Знам дека не може тоа да биде, знам дека е една утопија и знам дека е премногу. Ама го посакувам тоа искрено со цело срце, затоа што верувам дека единствениот начин за да имаме хармонија и за да направиме нешто за да бидеме сите на глобално ниво појаки од она што сме, единствениот начин е да бидеме емпатични, да бидеме добри еден према друг и да не го наметнуваме нашето, туку да го со нашето да дадеме еден шмек на она веќе постоечкото, а да го почитуваме секогаш туѓото. Шубав муавет ми направи, ти кажам право. Значи, уствари треба ова прашање да го прашувам. Треба. Видиш, јако, браво. Само љубов да има. Јас, брат, секој ден кажувам, секој ден си ја кажувам, си ја истурам душата, истото го сакам и сакам да има љубов поќе, сакам да си се почитуваме поќе меѓу себе, да си го сакаме, да се сакаме себе си, да си го сакаме нашето, да си се сакаме меѓу себе, оди некако овде кај нас како многу да е се заинат, како да има некоја завист, како не знам зошто, ама стално има стара поговорка најпопуларна во Македонија, да му умри козата на комшијата. Зошто бе, брат? Значи дај нека му роди козата еден тон кози, нека има кози за сите, разбираш. Нема љубомора, ја ки тебе чувствувам дека нема, кај мене исто. Тоа е, мислам дека затоа што сме задоволни со самите себе си, секогаш наоѓаме начин. Знаеш, љубомората е многу лоша карактерна особина, не е доблест. Љубомората ќе те вага како правеше Јулије Цезар вака. Да. Љубомората ќе те, знаеш како правеше кога да бевме таму. Да, таму бевме ние на трибините гледавме. Му направеше вака го скинеа тука. Дева мрдање. И знаеш како љубомората е една лоша карактерна особина, како што споменав, затоа што еве се Иван и Виктор кога би седеле на кафе и се ние би говореле за некоја трета личност да ја деградираме или да ја омаловажуваме само за ние да си го полниме егото и ние да се чувствуваме подобро. Тоа нема ништо полошо. Тоа значи дека ти не си задоволен со самиот себе. Во својата кожа имаш проблем. Точно е, брат. Реши го проблемот. Така е. Ако имаш проблем, дај одговор на тој проблем. Така е, да си жив и здрав. Тоа е муаветот. Луѓе се задоволни од самите себе, не прават такви работи, знаеш. Супер. Дој за моето од тегушта. Ао, може. Знаеш ти која ми е омилена за два гласа, сега ти ми пееше втор глас, сега ќе ти пеам втор глас. Маријан Стојановски, поздрав и до него. И Маријан ќе го викниме на емисија. Ќе го викниме тука во емисија, да. И роден ден, мала забава, еве дојдов без да ти се најавам. Сега дали го знам натаму текстот? Другите нека заминат, сите можат тебе да те завинат. Сега не го знам, на овој свет освен тебе друга не сум посакал. Браво, И
сонцето, го носиш морето, за мене повторно знам, го гаи срцето, короза бела, трепериш цела, животот мој е подарок твој. Уште еднаш. Го криеш сонцето, го носиш морето, за мене повторно знам, го палиш срцево, короза бела, трепериш цела, животот мој е подарок твој. Браво, бе, Цвели. Леле, царе, Ела си гениален. Нема што. Дојди. Никогаш не е достаљиво. А ти кажам право, за мерак емисија си направивме. Ти кажам право, ова емисијата во која што толку многу некако бев спонтан, слободен, искрен. Брат, не за џабе човекот е. лабаво се Не вика. за џабе лабаво се вика, да се да. види. Да, и баш кога те видов во костум преге ти велев, брат, лабаво се вика, и после ми текна дека уствари тебе ти е лабаво во костум, Мене ти ми си е така лабаво. навикнат. Да, браво, за мерак. Виктор, Тоа е брат ми, мавето. ти благодарам за поканата, кога ми пиша, па уште дали би сакал ми прашува човек. Абе, добро. Кажи само Јас те да си чекам во прашам, емисија од да. толку сат, таму сум крај. Јас да Значи, си прав, доаѓам, за други обавезно. пат ќе си знам. Ќе направиме ние пак некоја дружба вака, убаво е. Мора, Лабаво е. обавезно. Ќе си направиме некој онакво, иначе многу ми е мерак што дојде брат. За мерак си поминавме, ме врати малце во детство, ме се возбудив да ти Да, кажам. леле, од ми се главе, врати, а бе. мене спомени. Леле, Скроз. леле. Баш ми е мерак што ми И дојде. мајката. Ти се надевам дека и битола ќе се видиме, ќе си направиме Обавезно, обавезно некој се кафуле, гледаме. пошто чим идиш секој викенд, јас Секој да викенд сум сум зафатен таму. човек, Да, ама да. може да направиме некоја шема таму, да уманиме некоја арија, треба му застаниме негде таму со онакво со капчињата. Ќе го извам јас капчето Аха. вака. Таги маниме некоја арија, некој Ќе ми двогласна. кажеш која на широк локација, согар. измеѓу Да, кој да. кафиче е најдобро за највише Демек пари да земеме, случајно, демек сваѓаш, случајно, да. Ки да. зезиш ти од таа страна со оваа страна, да, ќе да. направиме она. Супер брат, фала ти што дојде. Фала на покана, Се надевам задоволството дека е ти мое. беше лабаво и убаво Човече. ова наше прекрасно кошорече Човече, се вратив во Македонија, земав клавир да свирам, нели беше онаа манифестација на Маш со стил на Да, годината, да. ми ја дадоа Маш на Да, годината, да, свирев клавир, пеев. Тука ки тебе во емисија свирам гитара, пеам, викам што е ова? За мерак. Ќе те Готово. преобратиме брат, готово кабарето, она после почнеш клубови кафичи, ќе те видиме на некоја свадба Посмирка, после по свадба, роден. да. Забавен дел пеам јас и после го слушаш джингрла качкица, нешто Жал, се Шабан врати, да. Шаулич. Жал. Брат, фала ти уште на Фала ти шајдено на тебе, брат ми. Фала што ни задоволството е дојде. мое. Пак да ни дојдиш. Обавезно. Да се дружиме, а ние дечки се надевам дека ви беше лабаво, малце одолживме работата, ама убаво одолживме. Ако не се сложвате, кажете, ама мислам дека ќе се сложите. Фала ви за вниманието, фала ви што сте тука секоја недела и се гледаме наредна недела во 18 часот. Поздрав!